Домот на културата Димитар Беровски од Берово е единствена институција во општина Берово од областа на културата. Можеби сме единствената институција во Републикава каде што во состав на Домот на културата Димитар Беровски од Берово работи матична библиотека и историско-етнолошки музеј. Своите програмски активности Домот на културата Димитар Беровски од Берово ги спроведува преку матичните форми на дејствување, како што се библиотечната дејност, музејската дејност, ликовната дејност и фолклорно-уметничката и сценската дејност. Јас на почетокот неколку зборови би кажал за музејската дејност, значи тоа е историско-етнолошкиот музеј во Берово, кој е сместен во новите простории на местото на стариот суд, и историскиот музеј во Берово го покрива историскиот дел од првите вооружени селски востанија кои се кренати во Македонија, значи тоа е втора половина на 19 век, се работи за Разловечкото востание и Македонско-крестенското востание, а во етнолошкиот дел се сместени макети на дел од народното стопанство во Малешевијата, како и реконструкција на Малешевска соба и имаме реконструкција на еден занает кој е за жал во изумирање во Берово, тоа е ковачкиот занает. Јас неколку зборови би кажал и за библиотеката, значи за едно современо општество. Библиотеката представуваат воспитно-образовни центри за популацијата. Градската библиотека, народна просвета, е скапоцена алатка која придонесува за давање современи библиотечни информации, услуги на нашите консументи, почнувајќи од набавка на книжната граѓа, преку формирање на влезно документација, техничка обработка, подготовка на излезна документација и на крај процес на евидентирање на позајмена граѓа, а апликацијата КОБИС е клучен фактор во сето ова што значи давање брза, стручна и ефикасна услуга за своите корисници. Библиотеката мора да остане компонентна на секоја долгорочна стратегија од областа на културата и образованието, а библиотекарот активен посредник меѓу корисникот и книжниот фонд. Кога веќе кажав неколку зборови, да кажам и за книжниот фонд, значи имаме книжен фонд од околу 50.000 вкупно наслови, од кои 42.626 се книги, а другите се наслови. Книги за деца имаме фонд од 8.836, вкупно наслови 1.767. Инаку, библиотеката е поделена во 4 оддели, значи оддел за возрастни, детски оддел, роднокраен оддел и оддел периодика, весници и списанија. Неколку зборови и за фолклорната и уметничко-сценската дејност, која главно ме спроведуваме преку културно-уметничкото друштво, кое брои околу 200 членови, на возраст од 7 до 19 години, кои се поделени во 7 групи. Потоа во состав на Домот на културата работи и Староградски оркестар, Беровски тамбураши и Оркестарот на народни инструменти. Ние со овие активности што ги имаме, значи, да кажам неколку зборови, не може во Берово и во општината да се замисли манифестација каде што не учествува културно-уметничкото друштво. Поважни манифестации се Ратевски бамбурци во Ратево, Великденскиот концерт кој е традиционален 20 години и повеќе, потоа Малешевски фолклорни средни етнофелк фестивалот во Берово кој се одржува на 28 август, тоа е големиот православен празник Света Богородица во Берово, новогодишниот концерт кој исто така го одржуваме. Исто така имаме и многу настапи со културно-уметничкото друштво не само во Републиката, туку и надвор, тоа е значи надвор од земјата. Јас би ги спомнал последните 2-3 години гостувањата во Република Турција, каде што во Измир имавме 5 концерти, во Словенија минатата година, во Србија имаме настапи во Белград, во Младеновац, во Ковачевац, исто така имаме настапи во Бугарија, секоја година гостуваме, можам да кажам дека оркестарот Беровски тамбураши последните 2 години има добиено второ и трето место на големиот фестивал на тамбури во Банско. И нормално, како што реков, секаде настапите ни се придружени и со настапот на Оркестарот на народни инструменти.